Почитувани представници на медиумите, оваа пресконференција е свикана по однос на шпекулациите кои што деновиве се појавија во некои од медиумите во државата. Имено, во истите беше лиферувано соопштение дека општина Крија Паланка неодговорно се однесува кон барањата на жителите од местна седница на село Мождиње. Во оваа прилика сакам истото да го демантирам и потврдам и подкрепам со информации и податоци, а тоа е дека во текот на минатата 2018 и оваа 2019 до општина Крија Паланка и до службите се стасани вкупно 4 барања, кои што 4 барања соодветно во дадените рокови се одговорени и тоа позитивно. Првото барање било во март 2018 во кое што се бара санација на дел од локален пат кон Мала Сарафимовци во село Мождињак, на кое што е позитивно одговорено и патниот правец е саниран. Второто барање се однесува кое што е од мај и се однесува за тековно одржување на зграда во местната заедница во село Мождињак, за кое што исто така се одобрени финансиски средства и истата е санирана. Третото барање е од април 2019 година, на кое што исто така позитивно одговорено за санација на базен и зафатот за водоснабдување во село Мождињак. И последното е за санација на водоводната мрежа во село Мождињак, за која што исто така се одобрени материјали и финансиски средства и истото е веќе реализирано. Дополнително на сето ова, во текот на месец јули 2018 извршена е санација и тоа во должина од 6 км на локалниот патен правец од местноста викана Дубија во село Мождињак во правец кон Лисец, односно село Каврак. Напоредно на тоа, дека наводно имало некаков допис за санација на ударни дупки на асфалтираниот дел во село Мождињак од главниот пат кон местноста Дубија, ќе кажам дека на колегиумот кој што се одржа на 23.9. тука е нотирано дека до службите даде налог за санација преку фирмата Лабино Трейд, кој што е во моментот одговорна за санација на ударните дупки на територијата на општина Крија Паланка за превземање на мерки и санација на истите. Дополнително на тоа, на 26.9, значи по одржувањето на овој колегиум и подавањето на насоки и наредби за санација на тие ударни дупки кои што постоја, од страна на неовластени лица и местното население е превземено активност за полнење на истите со бетон, што е несоодветно и во спротивно со сите законски одредби. Во исто време, изведувачите на работите си зеле за право да го блокираат локалниот патен правец со моторно возило, со останата механизација и самостојно да започнат изведување на овие градежни активности без претходно да обезбедат никакво одобрение од страна на општината, при што извршиле прекршување на законот за градење, но од друга страна и за законот за безбедност во сообраќајот на патиштата по член 14 и член 63. Во таа насока служби од Поделението за инспекцијски надзор излегува на лице место, ја констатираа состојбата и сите информации кои што се приберени веќе е доставена представка до надлежните институции за превземање на мерки против сторителите на ова дело. Во оваа прилика сакам да кажам дека не само овие 5 примери кои што ги наведовме за конкретното населено место и оваа местна заедница, имаме исклучително добра соработка со огромен број на местни заедници во кои што интервенираме и правиме активности кои што се од нивен заеднички интерес и со нивна соработка. Тука ќе ги напоменам активностите кои што во претходната и оваа година се спроведуваат не само со жителите на Мождињак, со кои што имавме добра соработка, туку и со жителите на село Крклја, Луке, Голема, Мала Црцорија, Нерав и останатите населени места. Од тие причини сметам дека само е ова една политичка кампања која што е неоправдана и неоснована. Во таа насока ќе кажам дека Крија Паланка, конкретно само оваа година, на патниот правец кон село Луке, заедно со
ЈПДП инвестираше околу 500.000 евра во 11 км асфалт. Минатата година тоа се случи во Правецко село Осиче, во должина од 8 км, асфалтиравме десетина локални улици, патни правци во село Конопница, во село Трново. Оваа година со нови инвестиции од околу 400.000 евра продолжуваме со патни правци во село Трново, село Конопница, исто така село Голема Црцорија. Асфалтиравме десетина улици во градот. Напоредно на тоа се работи на друга инфраструктура и сето тоа е според планот и програмата за работа на општина Крива Паланка. Ние не можеме на друг начин да постапуваме. Сето она што ќе се преземе од страна на неовластени лица ќе биде санкционирано и за таа во таа насока ќе замолам сите потреби кои што граѓаните ги имаат да бидат писмено адресирани и нотирани до општината и во координација според она што е план за работа и програма на општината, на одделењата во рамки на општината, ние ќе излеземе во пресрет на сите тие барања. Како никогаш до сега, општина Крива Паланка инвестира не само во патната, туку и во водоводната, канализационата инфраструктура, регулацијата на речните корита, на Крива и Дурачка река, но и на други проекти од круцијално значење за граѓаните. Во таа насока ќе порачам дека и ќе продолжиме да работиме во интерес и на општина Крива Паланка, но и на граѓаните на Крива Паланка. Ви благодарам.